следите вести на Слободен печат. Прифатена иницијативата за дислокација на УСЈЕ. Советот на град Скопје по предлог на советниците од Зелен хуман град донесе одлука за дислокација на Титан УСЈЕ од Скопска кисела вода, соопштија оттаму доцна синоќа. Оттаму велат дека за прв пат во историјата на Скопје сите политички групи во Советот на градот се обединија и застанаа рамо до рамо со скопјани и јасно и цврсто во еден глас порачаа: УСЈЕ надвор од Скопје. Тие меѓу другото бараат град Скопје да се обрати до Министерството за животна средина со официјално барање да се испита работењето на УСЈЕ и сите големи индустријски загадувачи, како и дали истите целосно ги исполнуваат сите услови, обврски и критериуми кои произлегуваат од важечката дозвола за работа и релевантната еколошка регулатива и во најбрз рок да го известат град Скопје за резултатите. Вчера вечер пред влезот на цементарницата УСЈЕ се одржа блокадата организирана од иницијативата Стоп за УСЈЕ, со која граѓаните го изразија револтот од енормното загадување на воздухот, во кое според нив значително учествува Скопската фабрика за цемент. На граѓанскиот протест дојдоа луѓе од сите возрасти, млади, семејства со деца, повозрасни жители од околните населби, сите со заедничка порака дека воздухот во градот не може и не смее да остане нерешен проблем. Атмосферата беше мирна. Немаше инциденти ниту тензии, но присутната тишина меѓу скандирањата и аплаузите зборуваше доволно за акумулираното незадоволство. Многумина од учесниците на протестот носеа транспаренти, а на централниот пишуваше: профит за УСЈЕ, болест за народот. На протестот се обратија повеќе активисти, а на цементарница символично, како и во 2019 година на сличен протест, и го доделија признанието за трујач на годината. Дел од граѓаните кои протестираа истакнаа дека оваа блокада не е насочена само кон една фабрика, туку кон решавањето на поголемиот проблем со загадениот воздух во главниот град. Помина буџетот на град Скопје за до година. Ниеден советник не гласаше против. Советот на град Скопје денеска едногласно го усвои буџетот за 2026 година. Градоначалникот Орце Ѓоргиевски соопшти дека буџетот е усвоен без ниту еден глас против и најави засилен инвестициски циклус. Им се заблагодарувам на сите советници што го поддржаа. Време е скопјани да живеат подобро. Време е градот да застане на нозе и да оди напред, напиша тој на Фејсбук. Основниот буџет на град Скопје за 2026 година изнесува нешто над 5,2 милиарди денари, околу 84,5 милиони евра, што представува зголемување од 12,4% во однос на годинава. Ова значи повеќе инфраструктурни зафати, повеќе проекти на терен и конкретни видливи резултати за граѓаните, додаде Ѓоргиевски во објавата на Фејсбук, испуштајќи да каже дека висината на сумата предвидена за капитални инвестиции сепак не значи автоматски дека тие пари и ќе се потрошат за проектите што ги спомнува. Отпуштените службеници од ДУИ си постелиле кревет во канцеларија, тврди Стоилковиќ. Министерот за односи меѓу заедниците Иван Стоилковиќ објави снимка на која според него се гледа канцеларија во неговото министерство, онака како што ја оставиле службеници кои во неа работеле, но вчера биле отпуштени. Со објавата Стоилковиќ одговори на нападите од опозицијската Демократска унија за интеграција ДУИ, која претходно обвини за дискриминација поради тоа што од Министерството за односи меѓу заедниците се отпуштани 7 албанци. На видеото се гледа неуредна канцеларија на чиј под има импровизиран кревет. Од ДУИ вчера, отпуштањето на 7 службеници го оценија како скандалозно. Оваа одлука представува директен удар врз принципите на еднаквост, соживот и правична застапеност и не може да се оправда со невистини и навредливи изговори за јавноста, како што е тврдењето за така наречена дисциплинска мерка. Во услови кога вработените им се ускратени најосновните услови за работа, функционални канцеларии, столчиња, техничка опрема и конкретни работни задачи, секоја ваква мерка представува административна фарса и доказ за однапред умислена дискриминаторска намера, наведе од партијата на Али Ахмети.
Ке се казнуваат матичните лекари кои од ракав препишуваат антибиотици. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски денеска најави засилена контрола и казнени мерки за матичните лекари кои ги надминуваат дозволените квоти за препишување антибиотици. Ова доаѓа откако беше објавен алармантниот податок дека лекарите антибиотикот Сумамед лани го издавале за дури 23% повеќе отколку минатата година. Новата политика представува условување на зголеменото вреднување на капитацијата на лекарите со поголема одговорност кон ресурсите, рече Клековски. ФЗО планира да го искористи системот на е-рецепт за да ја ограничи нерационалната потрошувачка на антибиотици и анксиолитици, со што институцијата се обидува да воспостави ред во фармакотерапијата и да ги намали непотребните трошоци кои го оптоваруваат здравствениот буџет. Системот ќе ги заштити и докторите од притисоците да се препише готова терапија, бидејќи ние знаеме дека некогаш притисокот доаѓа и од осигурениците, од граѓаните дека сакаат некој лек да го добијат без оглед дали тоа е соодветен за нивната индикација. Важно е и јакнењето на јавната свест. За нас, најкритична е употребата на Сумамед, кој треба да биде антибиотик за последна линија на одбрана, а минатата година имавме 23% зголемување во неговото издавање, рече Клековски. Зеленски најави средба со Трамп. Многу работи можат да се одлучат пред Нова година. Дипломатскиот спор околу напорите за ставање крај на војната во Украина повторно се разгоре по објавата на украинскиот претседател Володомир Зеленски рано утрово, пренесува Индепендент. Во својата објава на Твитер Зеленски рече дека е постигнат договор за средба со Доналд Трамп во блиска иднина, додавајќи дека многу работи можат да се одлучат пред Нова година. Рустем Емеров ме информираше за неговите најнови контакти со американската страна. Не губиме ниту еден ден. Се договоривме за средба на највисоко ниво со претседателот Трамп во блиска иднина. Многу работи може да се одлучат пред Нова година. Слава на Украина, напиша Зеленски. Божиќен удар на САД врз терористите на ИСИС во Нигерија. САД извршија божиќен напад на Нигерија убивајќи многу терористи на Исламска држава, по наредба на претседателот Доналд Трамп, кој во претходните недели постојано ги осудуваше нападите врз христијаните во африканската земја, пренесува Гардијан. Вечерва по моја наредба, како врховен командант, САД започна моќен и смртоносен напад против терористите на ИСИС во северно-западна Нигерија, кои брутално ги таргетираат и убиваат првенствено невини христијани на нивоа невидени со години, па дури и со векови, напиша американскиот претседател на Truth Social, а Министерството за војна на САД објави видео од лансирањето на Томахавак од американски носач на авиони. Од своја страна, Африком објави дека нападот се случил во државата Сокото, која граничи со Нигер во северна Нигерија, во координација со нигериските власти, при што првичната проценка е дека неколку терористи на ИСИС се убиени во камповите на Исламската држава. Американскиот секретар за војна Пит Хексет рече дека е благодарен за поддршката и соработката на нигериската влада, додека Министерството за надворешни работи на африканската земја соопшти дека нападите биле извршени како дел од тековната безбедносна соработка со САД, што вклучува споделување на разузнавачки информации и стратешка координација за борба против милитантните групи. Калифорнија е погодена од нова силна бура на Божик, додека државата се бори да се опорави од разорните дождови или згањата на земјиштето во планинските области. Острото време предизвика сериозни проблеми, вклучувајќи евакуација на жителите, прекини на електричната енергија и високи бранови по должината на брегот, пренесува Reuters. Во планинскиот град Райтвуд властите издадоа предупредување за евакуација откако само еден ден претходно спасија луѓе заробени во автомобили поради лизгање на земјиштето. Во областа патиштата беа исполнети со кал, камења и остатоци, а жителите беа принудени да се засолнат во кафулиња и бензински пумпи кои работат на генератори. Бурата е предизвикана од атмосферски реки кои носат огромни количини на влага од тропските предели, предизвикувајќи невидени врнежи
снежиот дожд. Во текот на неделата многу области во Калифорнија ќе добијат од 10 до 20 сантиметри дожд, што е далеку над нормалниот просек. Во исто време се очекуваат обилни снежни врнежи и висок ризик од лавини во планинските региони и Сиера Невада. Ова беа вестите на Слободен печат, кои што можете да ги гледате на нашиот YouTube канал. Се што е ново и актуелно се разбира, го читате порталот Слободен печат. Пријатно!